Токму на ова прашање од епидемиолошки аспект колку е опасен вирусот за човекот, како се пренесува, веќе ги имаме резултатите од Институтот за јавно здравје кај двајцата вработени во зоолошката градина. Резултатот е негативен, нема присуство на птичи грип. Со епидемиологот Никола Пановски на оваа тема сепак кога се случува, велиме нешто, тогаш повеќе се запознаваме со одредена состојба, одредена болест, зараза, како се пренесува, ќе дадеме внимание на птичиот грип, колку е опасен тој за човекот. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Колку е опасен за човекот? Ако се зарази човекот, тогаш е многу опасен. Што значи тоа во бројки? Да во бројки, значи, зависи од типот, мутантот на вирусот. Смртноста е екстремно висока. Значи, тоа се работи за една од најсмртоносните инфекции кај човекот. Слично на денга, дури повеќе од вариола вера, нешто помалку од Марбург вирусот, кој е 90%. Значи, негде меѓу 50 и 90% може да биде смртноста, мада што има случаи кај што проаѓа без симптоми, како кај сите вируси, најтешките болести, да човекот го носи вирусот, да биде позитивен, а да е сосема здрав. И така натаму. Нормално дека со лековите, ако се знае состојбата и се очекува, како во случајот се очекува. Не очекуваме да се јави, меѓутоа знаеме дека може теоретски да се јави, да речеме некој да беше сега позитивен, ќе му се дадеше лек. Многу е битно да се даде како и кај грипот, да се даде во првите 2 дена. Тогаш има ефект најголем, кога вирусот уште е во клетките, а не се расширил по другите органи. Значи има 2 лека, повеќе од 2, меѓутоа кај нас се познати тој Тамифлу или Оселтамивир му е генеричко име, Занимивир или Реленца му е заштитено име, така да тие лекои може да се набават и да се дадат. Значи болеста е лоша страна, што таа ги плаши луѓето, а особено здравствените авторитети, е високата смртност. Добра страна под наводници, што не треба да има никаква загриженост, дури не паника, никогаш не треба да има, не треба ни загриженост, е што не се пренесува од човек на човек. Значи, вие може да го лекувате човекот кој е болен од птичи грип, кој е на смртна постела, дури и без никакви заштитни мерки, без маска и така натаму, никој до сега не обрал. Секој дека има заштитни мерки, меѓутоа биле во контакт луѓето, не знаеле што е болеста, си седел дома, никој не забол, да речеме во. А како тогаш од животно на човек се пренесува? Од животно на човек се пренесува на истиот начин, меѓутоа едноставно кај човекот кој ќе навлезе, он се размножува, значи друга генерација, веќе не е заразен за другиот човек, веројатно не е во таа количина која што е. И не е тоа единствена болест што не се пренесува од човек на човек. Знаете за болеста кај нас порано ендемска бруцелоза, бактериска болест од овците што се добива од козите. Таа не се пренесува од човек на човек. Бидејќи човекот не ја исфрлува во такви количини како животното од респираторниот тракт, и второ нема тие секрети. Најчесто животното човекот оболува кога го препарира, го ловџи, например, кои работат со крвта, недоволно термички се обработено месо, или се наоѓаат во околина на многу животни, што не е овде случај, кои се оболени, како што е на живинарска фарма, да речеме, кај што има многу животни, кои претаат со, ако има прашина, и тогаш во воздухот има толку голема количина на вирус што може се заразат и при респираторен тракт, или насекаде во околината има измет од птиците, секрети, пердови и се тоа допира со рацете, и ако нема ракавици, и ако има ракавици, ако не ги става рацете во уста, не проаѓа оно низ кожата, да се разбереме. И тоа, ако тие раце со ракавици или без ракавици ги става во носот, устата и така натаму, во голема количина, кој може да се зарази. И тоа заразување е ретко, прилично ретко, меѓутоа се случува. Значи, во Соединените американски држави има 27 случаи до септември на луѓе оболени од птичи грип, од кои за 26 се знае дека се поврзани со птици, значи работат со птици, ловџи се препарирани на птици и така натаму. За еден не се тврди од каде, меѓутоа
не се тврди ни дека од човек го добил, значи нема контакт со овие останатите. Интересно е дека овој случај проаѓа како една, значи таков вирус сега што циркулира, кој проаѓа со лесни симптоми без смртен исход. Аз имало случај кај што реков минатото и до 50% смртност. Она што како препорака епидемиолозите го даваат изминативе неколку дена е луѓето кои што имаат директен контакт со животни почесто да ги мијат рацете и некако се чини дека кога се зарази вируси во прашање, постојано само се потсетуваме дека треба да ги миеме рацете почесто. Тоа ли едноставно е главната превентивна мерка која без разлика дали имаме или немаме во контакт со вирус, со зараза, треба постојано да ги миеме рацете. Некако ми е, навистина, докторе, се смеевме во короната дека не научија дека треба редовно да ги миеме рацете, но вие како епидемиолог постојано... Јас сум микробиолог, не е битно. Постојано, да, микробиолог, постојано сте, се извинам, во контакти со бактерии, вируси и поопасни. И со вас ја имавме истата дискусија, научивме сега да ги миеме рацете. Тоа ли е најголемата и најглавната превентивна мерка за луѓето? Тоа е најефтината мерка, значи има истражувања и во болниците, има цели предмети, цели симпозиуми за миење на раце. Има и ден, 5 мај, кој е ден на миење на рацете. Значи, тоа е најефтин метод со кој се заштитуваме од инфекции. Значи, во интензивна нега, например, медицинската сестра 20 секунди во една минута, значи една третина од времето треба да го троши кога работи од еден пациент на триење на раце. Дури не работат со ракавици, туку работат со голи раце, меѓутоа имаат тука едно шишенце во кој стават алкохол и тоа е алкохолно триење со специјален алкохол, е многу ефикасен дезинфициенс и многу се заштитува тоа од пренесување од еден на друг. Зборам, кога се манипулира ракавици, треба кога се работи со инструменти и така натаму да се заштити и тој што работи и кога се работи во стерилно. Меѓутоа, кога се работи со пациент, ставање на некои инфузии и така натаму, треба, значи, таа триење на рацете. Истото е во кај човекот, ако редовно се мијат рацете, ако тоа стане навика, драстично се намалуваат инфекциите во светот, цревни инфекции, дали се вирусни, дали се бактериски, дали се од протозои, и тие да не ги заборавиме, дали се од хелминти или црви, кај што има јајченца. И второ, да биде навика, тоа што прашавте, ја бар лично, а и колегите, ја имаме таа навика, да не се ставаат рацете носот, устата и така натаму. Односно, кој ќе седнете да работите, јас некако рацете ги чувствувам како дека не смеам да се допрам, дека не ги измијам. Како кога са бајле се чувствувате? Вас вие некако тоа секој дневи, вие дел од и така да мене ми уште денот. Ја бев уште и во армија, бев веќе вработен на институтот и вика еве го микробиол како ги мија рацеве. Навика да ги мијам, меѓутоа тоа кој ќе влезе навика, значи тоа е како мијање заби од сабајле. Имате нелак, дека не ги измијате заби, за ништо не сте, кога ви е тоа навика. Значи, така и со рацете. Делот на навиките, кои што треба, веројатно, малку почесто и да ги правиме во инаку во овие простори кај што има многу животни, треба и маска, бидејќи реков, може и по респираторен пат, и додека работи, манипулира, да забори да се допира со... Сега се зашега, джабе онако ги измеи се работи, дека работи, без разлика дали има ракавици треба да го или примениме сите. Ако почне да се допира по лицето, да става прстите, джабе му е што претходно ги измил кога тоа ги конден. Значи дека не заврши работа, тоа да се направи, или ако треба нешто да се јави на телефон, прво да ги измие, или да ги стрие. Триењето на раце е многу брзо, бидејќи брзо се суши. Да довршам, зошто е опасен вирусов теоретски. Со може да стане, не дај Боже, пракса. Ако почне да се пренесе од човек на човек. Значи, тоа е стравот. Бидејќи тој покрај птиците живее и во кравите, меѓутоа многу е битно што може да ги инфицира свините и мачките. Особено свините, а до некаде и мачките, се приемчиви и за хуманиот, малце глупо кој ќе кажеме хуман за микроорганизам,
а тој убива, и човечкиот Да. грип. Значи, оној кој е главен домаќин, човекот. H1N1 или тие другите. Ако двата вируса, H5N1, птичиот грип, кој е патоген и многу посмртоносен од човечкиот, се најдат во исто животно, а може да се најдат теоретски, како што е да речеме свињата, да се рекомбинираат еден со друг, да едниот од другиот земе ген и да се добие нов вирус кој ќе задржи патогеноста на птичиот грип, смртоносната, да кажем, повисока, и трансмисивноста, лесната преносливост што има човечкиот грип, кој многу полесно се пренесува, тоа знаеме, тогаш е навистина сериозна состојбата и секогаш кој има голема пандемија на птичи грип, има поголеми шанси да тоа се случи. Некоја се оправдува тоа масовно убивање на птиците, како што беше, се сеќавам, 2003 година, кај што милиони птици се убија, кај што многу животни од Азија оболуваа. Тоа беше помор на милиони и милиони птици. Беше не само да се заштитат луѓето, туку да се заштити оваква можност. Што помалце птици, помалку оболени свињи, мачки и така натаму, и помалце шанси да се случи таа рекомбинација и да се добие, не дај Боже, тој страшен вирус што би направил помор кај човекот ако се јави. Значи, кој имате вие до сега 500.000, меѓу 50 и 500.000 мртви годишно од грип, редовно, сега тоа се стари луѓе изноштени, со процент на смртност кој е под 1%, 0,1%, замислете што би било кога биле 50% смртност. 500 пати поголема, значи помножете оваа бројка од 50 со 500, колку ќе се добиат, веќе ќе доеме во милиони мртви, да не разум за до милиарда би биле изложени во опасност. И затоа, веројатно, овие превентивни мерки кои што се случуваат, веројатно и се оправдани од кога тој страф и таа анализа. Пред години кај нас имало детектирано птичи грип, останаа ли сите превентивни мерки, да не се промени нешто во протоколот, или тие се тие кои што се следат? Па не знам, веќе имавте гости. Ветеринарите тоа го знаат, меѓутоа се знае дека тоа жариште треба да се уништи. Значи, кој ќе влезе во една живинарска фарма, не ги селектираме, за жал, животните, бидејќи не може да се контролира, треба сите да се уништат, да се спречи да се пренесе во друга живинарска фарма. Значи, превентивните мерки, покрај што го кажав, пред се да се заштити стопанството. Значи, во областа на земјоделието. Ако ова некоја дива птица влезе во живинарска фарма, тоа ќе биде катастрофа. Не дај Боже повеќе. Тоа се треба да се уништи. Не знам, околу 3 километра треба да биде дезинфицирано, да се види да има некои други животни кои веројатно ако се тука живеат ендемски, а влегуваат во кокошарните, ќе ја пренесат и на друго место. Значи, тоа е факт. А точно е дека што помалце инфекции, помалце можност за мутации и контролирање. Сега, тука има дискусии дали тогаш, 2003-та, требаше таква акција или не требаше. Меѓутоа, инаку во Македонија имало и 2022, лани немало случаи. 2022 имало 4 случаи, од кои едниот и во таму кај што е сега, во општина Карпош. Ама не беше зоолошка градина, не се правеа театри, како што овде се прави, ама се некој сакаше театри да прави. И тоа пројде незабележено. Јас живеем у Карпош, не се сеќам дека поише се сеќам за дека во таа 22 имаше птичи грип во Виница, бидејќи беше кај кокошки. Ама приватни, не голема, во некој село, а имало уште 3 случаи кај диви птици. Значи, најдена е огината птица, видено е тоа, меѓутоа некако е пројдено без помпа, како што се случи баш во зоолошка градина, затворањето и за жал сликањето. Докторе, благодарам. Благодарам за гостувањето. Превентивните мерки се тие кои што треба да дадат резултат, а убаво објаснивте што треба почесто да правиме во текот на денот. Благодарам за гостувањето.